Dobro утро на сите, каде да сте. Времето можеме да го мериме на различни начини. На еден голем прекоокеански брод, моторот престанал да му работи додека бил во пристаништето на истовар. Со денови се обидувале да го поправат, но не успевале. По некое време дошол собственикот на бродот, ја повикале фабриката која го произвела моторот, се собрале секакви стручњаци, но од сето тоа немало никаков резултат. Некој се сетил дека во тоа мало градче живее еден стар мајстор за бродски мотори, па собственикот на бродот наложил да го пронајдат и да го доведат. Го довеле стариот способен господин, кој го погледал целиот огромен бродски мотор и на едно место со креда нацртал едно X. Земал еден огромен чекан и со него силно удрил во тоа X, пошто моторот одеднаш почнал да работи. Сите биле воодушевени, а собственикот не престанал да му се заблагодарува на стариот мајстор, замолувајќи го да му ја испрати сметка. По неколку дена сметката стигнала, а на неја пишувало $10,000. Изненаден од висината на сметката, собственикот на бродот замолил стариот мајстор да му ја прати спецификацијата за извршената услуга. Спецификацијата стигнала многу брзо и на неја пишувало: ударот со чеканот е $2. Знаењето каде треба да се удри е $9,998. Набрзо по ова сметката во целост била платена. Времето можеме да го мериме на различни начини. Колку време е потрошено и колку всушност сме добиле или не сме изгубиле во одредена единица време. Највисока цел треба да ни биде да ја продадеме вештината со која ќе им го скратиме времето за успех на нашите клиенти. Доколку веќе не сте, заследете го овој YouTube канал со притискање на копчето Subscribe. Тоа ќе ви одземе неколку секунди, а за нас ќе значи многу со знанието дека утринските приказни ви се допаѓаат. Ви посакувам прекрасен ден.